Се стегаат мерките за загадувачите. Министерството за животна средина најавува нов закон со пакет строги мерки со кои индустријата ќе биде под лупа. Секоја фабрика што потенцијално може да загадува ќе биде следена, евидентирана и строго казнета. Ќе се мери нивото на штетните материи што ги создаваат фабриките и истите јавно ќе бидат достапни на дигиталната платформа. Воедно ќе се стегнати граничните вредности на штетните честички кои го загадуваат воздухот. Оваа мерка не е само техничко решение, туку и дел од механизам за поголема одговорност кај поседувачите на интегрирана дозвола за градење повисока доверба во општеството. Тоа значи и повисоко ниво на транспарентност преку системско собирање и јавно објавување на податоци на емисиите на индустриските загадувачи, преносот на отпад надвор од локацијата, загадувачите на отпадните води како и потрошувачката на енергија, вода и суровини. Побројните граѓански иницијативи и протести во фокусот на Министерството и цементарница Усие, спроведен е вонреден инспекциски надзор што треба да покаже дали фабриката ги почитува еколошките стандарди, а од Министерството резултатите ги очекуваат во наредните денови. Најавија и јавна расправа за интегрираната дозвола на фабриката. Невладините организации не пишуваат дозвола. Системот во нашата држава е да Министерството пишува дозвола. Од јавноста прима само забелешки и предложени мерки од нивна страна. Во таа насока ќе организираме јавна расправа, јавноста ќе биде известена и ќе може да се вклучи и јавниот сектор. Имаме законски прописи за давање на дозвола, додека со невладиниот сектор треба да бидеме партнери. Паралелно, државата вложува и во замена на системите за грејење, а и дава субвенции за домакинствата. Повеќе од 70 државни објекти и училишта ќе имаат нови еколошки оџаци, а над 4300 домакинства ќе загадуваат помалку преку ваучерите кои ги доделува Министерството за енергетика за набавка на инвертер клими.